Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во нашето заедничко проучување на книгата Излез се наоѓаме кај оној дел кој го опишува излезот на израелците од Египет, како и нивниот марш кон пустината. Иако фараонот им даде дозвола да си одат, за многу кратко време се предомисли и испрати војска да ги врати назад во Египет или да ги убија во пустината. Израелците се најдоа во многу лоши околности. Од една страна ги гони силна војска, а од друга страна пред себе го имаат Црвеното море. Тоа значи дека немаа шанса да избегаат. Во Црвеното море немаше подводен тунел, ниту пак имаа брод на кој можеа да се качат. Фараонот ги гонеше со својата најдобра војска и воена опрема, а израелците немаа начин како да се одбранат. Долги години работеа како робови, што значи дека немаа воено искуство. Ке ги прочитам стиховите 10 и 11 од глава 14. А кога наближи фараонот, се обзрнаа синовите израелски, и што ќе видат? Ете, египтјаните идат по нив. И синовите израелски се уплашија многу, па извикаа кон Господ и му рекоа на Мојсей: зар немаше гробови во Египет, туку не изведе овде да изгинеме во пустината? Што ни направи? Зошто не изведе од Египет? Не сакам да ги осудам израелците за начинот на кој реагираа, но зарем не е ова реакција малку абсурдна? Не заборавајте, станува збор за народ кој ги виде Божјите чудесни дела. И кога Египет беше казнуван, тие беа заштитени. И покрај се што видоа, тие сепак мислат дека Бог ги извел од робство за да бидат убиени. Зарем Бог не им ја покажа својата грижа во повеќе наврати? Зарем Бог не им покажа дека е верен, дека ќе го исполни својот збор и ќе ги насели во ветената земја? На моменти се однесуваа како фараонот. Веднаш штом чудата престануваа, во нивните срца се раѓаше невера. Стих 12. Нели ти го кажавме ова и во Египет, кога ти рековме: остави не, да им служиме на египтјаните? Зашто подобро ќе ни беше да им робуваме на египтјаните, отколку да изгинеме во пустинава? Додека беа под робство, израелците постојано се жалеа и сакаа да бидат ослободени. Сега, кога се веќе слободни и имаат можност да се упатат кон ветената земја, тие сакаат да се вратат назад. Бог ќе направи уште едно чудо за нив и со тоа повторно ќе им покаже дека има добри намери за нив. Но пред да се случи тоа, израелците се доведени во положба каде што сваќаат дека без Божјата помош се безнадежни. Само Бог можеше да им помогне. Истото може да се каже и за нас. Ние луѓето сме грешни и духовно изгубени. Насоката во која се движи животот на секој од нас е кон гробот и вечната смрт. Во одредена смисла се наоѓаме во иста позиција како и израелците, бидејќи сме безпомошни и безнадежни. Тие два збора најдобро го опишуваат човечкиот род. Како што израелците немаше да се спасат ако Бог не интервенираше, така и ние не можеме да бидеме спасени од нашите гревови, доколку Бог не интервенираше и не го прати својот син на овој свет. Спасението е од Господ, извика пророкот Јона, додека беше во стомакот на големата риба. Царот Давид го каже истото, а токму тоа е пораката и на целото Свето писмо. Спасението е од Господ. Од израелците не се бараше да направат ништо, освен да веруваат дека Господ ќе ги избави од ситуацијата во која се наоѓаат. Само вера, ништо повеќе. Бог ќе биде тој кој ќе се справи со египтјаните. Од нас се бара истото, само да му веруваме на Бог и така го добиваме спасението кое тој ни го обезбеди на Голгота. Забележете ја реакцијата на Мојсей. Тој правеше се што можеше за да ги смири луѓето и да ги поттикне да се надеваат на Господ. Мојсей му рече на народот: не плашете се, застанете и ќе видите како Господ ќе ве спаси денес. Египтјаните, како што ги гледате денес, нема повеќе никогаш да ги видите довека. Со други зборови, Мојсей им вели на израелците да се збогуваат со египтјаните, бидејќи Бог ќе ги порази. Стих 14. Господ ќе се бори за вас, а вие ќе бидете спокојни. Ова е прекрасна вистина која важи и за нас. Господ се бори за нас. Господ е тој кој го обезбеди спасението. Тоа треба да ни даде мир, бидејќи знаеме дека тој не бара сами да се спасиме,
туку да се надеваме на неговото дело. Стих 15. И Господ му рече на Мојсей: зошто викаш кон мене? Кажи им на синовите на Израел нека врват. Тоа е начинот на кој израелците ќе покажат дека му веруваат на Бог, ако продолжат и се движат кон морето. Верата кон Бог секогаш ќе произведе соодветни дела. Ако тврдиме дека му веруваме на Бог, треба да чекориме по патот по кој тој не води. А ти земи го стапот свој и протегни ја раката своја врз морето и раздели го, и нека минат синовите израелски среде море по суво. Сакам да кажам нешто во врска со овие стихови, бидејќи некои луѓе се обидуваат да дадат своје објаснување за начинот на кој израелците го минаат Црвеното море. Сите конзервативни историчари се согласуваат дека излезот од робството на израелците навистина се случи. Проблемот се јавува во однос на начинот на кој минаа низ морето. Либералните теолози велат дека ветрот бил толку силен што ја раздвоил водата и тие минале. Предпоставувам сваќате колку е безсмислено тоа објаснување. Колку и да бил силен ветрот, не можел да го раздвои морето на два дела. Има и такви кои велат дека се случила некаква природна непогода, поради која морето се повлекло и народот можел да мине на суво. Иако ово објаснување има повеќе смисла од претходното, сепак мислам дека е далеко од вистината. Трети велат, нивото на морето било толку ниско, што воопшто не било тешко да се мине низ водата. Поентата е следнава. Библијата ни кажува дека Бог направи чудо, а на нас останува да ја прифатиме или да отфрлиме таа изјава, а не да даваме објаснување за тоа што се случило. Бог рече дека израелците ќе минат како низ суво. Кога израелците го минаат Црвеното море, тоа беше исто како да минуваат низ пустината. Песокот беше сув, а и воопшто немаа кал на обувките. Народот воопшто не ги намокри нозете. Ниту една капка вода не падна врз нив. Библијата вели дека минаа низ суво. Единственото објаснување за тоа што се случи е дека Господ направи чудо. Пред многу години имав кратка дискусија за овој настан со еден либерален теолог. Како што знаете, либералните теолози ги негираат чудата во Библијата и се обидуваат да дадат природно и логично објаснување за надприродните аспекти од писмото. Тој ме праша како може песокот да бил сув додека израелците газеле врз него. Мојот став беше дека ако Бог е семоќен и може да направи морето да се раздвои на две, тогаш зошто да не може да направи песокот на брзина да се исуши? Главното прашање е дали веруваме во Божјата семоќност. Ако Бог е семоќен, тогаш нема нешто невозможно за него. Тоа се однесува на сите чуда во писмото. Забележете што пишува во стих 17. Но ете, јас ќе го ожесточам срцето на сите египќани, и тие ќе тргнат по нив, а јас ќе ја покажам славата своја над фараонот и над сета војска негова, над колите негови и над конјаниците негови. Баш ме интересира какви мисли се вртеле во умот на фараонот кога се случувало сето ова. Тој ги виде сите Божји чуда и казни и беше свесен за Божјата сила, но и за неговата заштита врз израелците. После се што се случи, тој се уште мислеше дека има доволно сила и доволно голема војска да му се спротистави на израелскиот народ и повторно да го пороби или да го погуби. Како и претходно, Бог рече дека ќе го ожесточи неговото срце. Тоа само значи дека со своите дела Бог ќе го извади на површина тоа што се наоѓа длабоко во срцето на фараонот. Стих 18. И египќаните ќе познаат дека јас сум Господ, кога ќе се прославам над фараонот, над колите негови и над конјаниците негови. Кога вели и египќаните ќе познаат, тоа не се однесува само на фараонот и војската која ги гонеше израелците, туку на оние кои ќе слушнат што се случило со нивниот владетел и најдобрите војници. Стихови 19 и 20. И се крена ангел Господов, кој одеше пред војската израелска, и застана зад нив. Се крена и столбот од облак пред нив, и застана зад нив. А кога влезе меѓу војската египетска и војската израелска, застана. На оние им беше темнина и мрак, а на овие им беше светлина, така што преку цела ноќ не се доближија едните до другите. Со други зборови, Бог стоеше помеѓу нив. И ја подигна Мојсеј раката своја над морето, а Господ го разбранува морето со источен ветар кој дуваше силно цела ноќ. Па се направи во морето суво,
и водата се раздели. Важно е да го забележите ова. Обичен ветар никогаш немаше да направи морето да се раздели на две. Може би силен ветар ке можеше да направи водата да се повлече, но да направи разделување на водата е невозможно. Никогаш не се случило и нема ниту да се случи. Стихови 22 до 24. И појдоа синовите израелски среде морето по суво, а водата им стоеше како зид од десната страна и од левата страна. А египтјаните, гонејки ги, појдоа по нив среде море, сите коњи фараонови, колите и коњениците негови. А во утринската стража погледна Господ на војската египетска од огнениот столб и од облакот и ја доведе во забуна војската египетска. Моje лично мислење е дека огнениот столб и столбот од облак се всушност слика на присуството на Светиот Дух. Бог действуваше преку неговиот Свет Дух, а истото го прави и денес. Во Новиот Завет пишува дека Светиот Дух живее во верниците и секојдневно ги води во нивните одлуки. Бог го водеше Израел како што ги води и христијаните денес. Стих 25. Па им ги врза тркалата на колите нивни, та одвај ги влечеа. Тогаш египтјаните рекоа: да бегаме од израелците, зашто Господ се бори за нив против египтјаните. На египтјаните им стана јасно дека тоа што се случува е надприродно и е Божјо дело. Затоа се обидоа да се повлечат и да избегаат. Тогаш Господ му рече на Мојсей: пружи ја раката над морето и нека се собере водата врз египтјаните, врз колите нивни и врз коњениците нивни. И Мојсей ја испружи раката своја над морето, и пред зори водата пак се поврати на своето место, а египтјаните тргнаа да бегаат наспроти водата, и Господ ги потопи египтјаните среде море. Кога се поврати водата, ги потопи колите и коњаниците со сета војска фараонова што беше тргнала по нив во морето, и не остана ни еден од нив. Овие стихови опишуваат Божје чудо. Тоа е најдобриот начин на кој можат да се објаснат стиховите што ги прочитавме. Нема друг начин како да се објаснат овие настани. Исто како што нема друг начин како да се објаснат казните кои Бог ги прати во Египет. Свесен сум дека има луѓе кои сосема добронамерно сакаат да дадат некое свое објаснување за овој настан. Но Библијата не ни е дадена за да ги наметнуваме нашите објаснувања и нашата логика, туку за да ја прифатиме таква каква што е, да ја веруваме и да живееме според неа. Во овие стихови Бог ни кажува дека тој направи чудо, а на нас останува дали ќе го прифатиме тоа како вистина. Слушнете што пишува во стих 29. Синовите пак израелски минаа среде море по суво. Водата стоеше како зид од десната и од левата страна. Зарем не разбирате дека ова е чудо? Веќе повторпат Мојсија ни кажува дека тоа што го виде со своји очи е вистинско чудо. Израелците минаа по суво. Од нивната лева и десна страна имаше високи ѕидови вода. Стихови 30 до 35. И ги избави Господ израелците во тој ден од рацете на египтјаните. И ги видоа синовите израелски египтјаните што изумреа на морскиот брег. Ја виде Израел големата сила што Господ ја покажа над египтјаните, и народот се уплаши од Господ и поверува во Бога и на слугата негов Мојсей. Ова беше главната цел на Бог. Тој сакаше израелците повторно да бидат сведоци на неговата чудотворна сила. Ги избави од робство преку крвта на јагнето, а сега ги избавува од египетската војска преку неговата сила. Реакцијата на народот на се што се случи е навистина прекрасна. Тие почнаа да пеат песна за слава на Бог. Глава 15. Израелците пеат за Божјото спасение. Тогаш Мојсей и синовите израелски ја запеаа оваа песна на Господ велејки: да го воспевам Господа, зашто славно се прослави. Конјот и коњаникот негов ги фрли в море. Господ е моја сила и моја слава. Тоа е спасение мое. Тоа е Бог мој и ќе го прославувам. Бог на таткото мој и ќе го превознесувам. Господ е воин, Јахве е името негово. Каква разлика гледаме тука, нели? Ова се истите луѓе кои неколку часа предходно се жалеа и покажаа неверие кон Бог. Предходно велеа дека Бог ги извел во пустината за да бидат погубени и сакаа да се вратат назад во Египет. Со тоа, индиректно кажаа дека подобро им беше под авторитетот на фараонот, отколку под Божиот.
Што се случи за истите тие луѓе сега да го слават Бог? Истото што и претходно. Беа сведоци на Божјо чудо и поверуваа. Во 1 Коринтијаните 10:11 апостолот Павле вели дека сите овие нешта се запишани за наша поука. Сакам да го објасниме значењето на овие стихови со помош на зборовите на апостолот Павле, запишани во 1 Коринтијаните глава 10. Ке го прочитам првиот стих. Браќа, не сакам да не знаете дека татковците наши сите беа под облак и сите минаа преку морето, и сите во Мојсей се крстија во облакот и во морето. Како израелците се крстија во Мојсей? Како можеа да се крстат кога не беа потопени во вода? Во книгата Излез јасно пишува дека тие минаа како низ сув и дека водата беше поделена на две. Египтјаните, а не израелците се оние кои беа потопени во водата. Кое е значењето на зборовите и сите во Мојсей се крстија во облакот и во морето? Тоа значи дека беа идентификувани со него. А од Новиот Завет знаеме дека значењето на крштевањето е всушност идентификација. Христијаните се повикани да се крштаваат во вода откако ќе ја прифатат верата, а самиот чин на крштевање со вода подразбира идентификација, односно поистоветување со смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Како беа израелците крштавани во Мојсей? Пред да се случи чудото, народот се жалеше, а откако го минаа морето, пееја песна и го славеа Господ. Тие се идентификуваа со Мојсей и со верата која тој ја имаше и пред чудото. Во глава 11 од посланието до евреите пишува: преку вера го минаа Црвеното море, од кое египтјаните се удавија. Преку вера. Чија вера? Нивната? Не. Израелците немаа вера, сето дека не минаа по сува од другата страна на брегот. Тие беа спасени преку верата на Мојсей. Верата на Мојсей беше таа поради која морето се раздели. Мојсей со вера ги водеше од другата страна на брегот. Тој прв почна да ја пее песната и да го слави Господ Бог за неговото спасително дело. Израелците го видаа Божјото спасение и се поистоветуваа со верата на Мојсей. Затоа Павле вели дека се крстија во него. Токму тоа се случува и со нас, кога ја полагаме нашата вера во Господ Исус Христос. Тој е оној кој не ослободи од робството на гревот и од мракот во кој живеат сите луѓе без Бог. Тој е оној кој не води низ Црвеното море и ни дава ослободување, спасение, откупување и толку многу не благословува, што единственото нешто кое можеме да го направиме како реакција на сето тоа е да му запееме песна. Кога се поистоветуваме со Христос, ние се идентификуваме, односно крштеваме во него. Тоа е сведоштвото на секое Божјо дете. Бог не крштева преку Светиот Дух и ние стануваме дел од Христовото тело. Тоа е најпрекрасното нешто што може да му се случи на еден човек, а може да ви се случи и вам. Некоја постара жена разговарала со нејзините пријателки за сигурноста на спасението. А тие ѝ рекле: зошто велиш дека никој не може да те оттргне од раката на Бог? Зарем не знаеш дека може да се случи нешто и тој да те испушти? Жената одговорила: нема шанси. Неговата рака е толку силна што нема да ме пушти. Колку е прекрасно и благословено да се биде во Божјата рака. Сите овие нешта кои им се случија на израелците беа пример за нас, за ние да можеме да се поучиме и да ги избегнеме грешките кои тие ги направија. Во овие стихови имаме предслика на тоа што Господ Бог го стори за нас. Следниот пат ќе продолжиме со проучување на глава 15 од книгата Излез. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram.
Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.